Добро вечер, драги граѓани на ова прекрасно државиќе. Ова е уште една емисија на Нереално со Моџо. Што значи дека е петок, ако гледате во петок, ако не е недела. Во оваа емисија немаме многу среќни вести, но ова прва вест е среќна и затоа треба сите да се израдуваме. Конечно се договорија Сонки и МОН да се покачат платите на наставниците и наставничките, воспитувачите и воспитувачките, професорите и професорките за 15% во септември, што значи одлетен одмор ништо, али може да зимување. Сепак тоа не е мала работа, 15% ќе се најдат во овие тешки времиња. Ето, како што гледате, не е само ГТЦ Јелис Бајрам, туку и директорите тешко живеат со нивните плати. Значи, не е никаква привилегија да си директор. Тој е директор до 3 сатот натаја копа биткоини за да преживее за еден живот, инфлација, поскапува се. Не е лесно. Некои велат дека тие имат и трета работа. Директорите возат такси или чувари навечер. А како се тргнат за оцените, ќе треба да измислиме и нови часови во денот за да може да постигнат се. Како што најавуваат од Комисијата за енергетика, ќе има корекции одредени на струјата, а како што досега знаеме, секој пат кој има корекции, значи дека ќе поскапи струјата. Но овој пат има една мала финта, дека струјата ќе поскапи скалесто. Тие што трошат најпоќе на највисоките скали ќе плаќаат уште повеќе, тие што трошат помалку ќе плаќаат малку повеќе, а ако ви е исклучена струјата нема да плаќате ич, нормално. Освен тие што се 180 денари улично осветлување. Кој например ево Стефчо го исклучува во Карпош. Значи треба се намали и тоа, али добро, да не одиме во детали. Така во овие денови дознавме дека во Македонија има 17 семејства што плаќаат по вкупно 3 милиони евра за струја, сметки. Тек нивка кој ќе им дојде толкава сметка, но ево тие се пожалија, крена глас против поскапувањето, па барат од државите субвенции да има например по литар кавијар, кило месечно или субвенција за втора јахта, за трета швалерка. За чудо имавме досадна политичка недела, освен ВМРО што се откажа од блокадата на собранието, па така рече да го блокират собраќајот во Скопје. На 18 јуни тие ќе имаат голем протест, колку ќе биде голем останува да видиме, за нив ќе биде сигурно најголем во историјата на Македонија. А за посетителите ќе имаат можност, затоа што немаше никакви протести и митинзи од кој е отворен изглед, да прошетаат и таму, да го видат, од Сити Мол веќе имаат слики, мора малце да се освежи. Така да една фина екскурзија за луѓето на тршетото. Други вести од политиката немаме. Од меѓународна политика, Финска и Шведска сакаат да се приклучат кон НАТО. Ние сме таму, ние им ја нудиме нашата сигурност. Ако треба и против Русија, ако треба и против Кина, ние сме јака земја и го можеме тоа. Ајде, поздрав!